Јас ќе почнам да се представам с представување. Јас сум Мерсиха од Македонија. Македонка? Не, бошњачка. Аха, од Босна. Па не, од Србија. Така се сите мои представувања каде да идам надвор од Македонија. И кога бев поканета да напишам нешто за оваа тема која е многу интересна, како правничка по професија, ме побарав првата дефиниција што е патриотизам. Патриотизам е посветеност и силна поддршка за својата држава. Че дали ја треба да дадам силна поддршка на Србија, бидејќи по некоја враќање назад моите доаѓаат од таму, па не се чувствувам дека треба да дадам поддршка на Србија. И дори кога одам во Србија, стално ќе ми речете, еве македонката. Таму не можам да почнам со тоа. Не сум македонка. Јас сум тоа. И да се вртиме во кругот. Така да едноставно сватив дека дефиниции не постојат. Или ја сакаш својата држава, или не ја сакаш. Или ја чувствуваш која држава е твоја држава, или не чувствуваш. Јас сум родена во Македонија, целото моје образование тука посветено, јас не сум живеела во друга држава и мислам дека не би живеела во друга држава. Тука нели постоиме и обстојуваме. Но се интересни се дискусиите околу референдумот. Јас мислев дека е најбитно во оваа држава да сте граѓанка, да допринесувате, да се едуцирате. И бев среќна што бев од тие 3% кои го прочитаа договорот. Не само дека го читав, туку го проучував. Јас поредував со спогодбата од 95-та, што и фалеше на спогодбата, па требавме да го подпишеме договорот. И гордо се пофалив на Facebook дека го прочитав договорот и како правничка им стојам на услуга на сите кои што не го прочитале да им разјаснам спорниот член 7 или некои други и очекував дека ќе се развие дебата. Кажи Мерсиха што мислиш за член 3, кажи што мислиш за не знам што, но не. Дебатата се одвиваше кон тоа дека јас немам права да зборувам за едината на Македонија бидејќи јас не сум македонка. Едноставно неочекувано, не дека бев изненадена, но не ги очекував тие коментари, дали беа јавни, дали беа во приватните пораки, но едноставно одговорот од повеќето беше дека јас немам право да одлучувам за Република Македонија бидејќи јас не сум македонка и ова се патриотски чувства, ова е патриотска одлука, а вие како припадник на некоја друга етничка заедница, на вас на тоа не ви припаѓа. Во некоја развиена граѓанска земја, земја со европски вредности или не знам, да кажете сето ова, да кажувате дека сакате да одлучувате за државата, дека ја чувствувате како ваша, од друга страна фидбекот да биде не, вие немате право да одлучувате, би било шокантен, но во Македонија во минатото многу пати сум се соочувала со тоа, но интересно е што никогаш не подклекнувате, туку напротив одите понатака и се уште повеќе убедена дека мораме да продолжиме. Но беше интересно дека јас како припадник на бошњачката заедница бев окарактеризирана дека немам право да одлучувам и дека јас сум предавник, јас сум дошла тука како бегалка, нели можеби се врзувам секој со бегалците, па ме стави дека јас сум дошла некогаш некаде овдека како бегалка и сум ја предала Македонија. Тоа беше силен говор на омраза кој што се појави на Facebook при објавување на еден настан бошњаците за Европска Македонија, беа околу 100 коментари и сите беа во иста насока како се или како можат троловите да пишуваат. Но беше интересно кога нашите представници од нашата заедница во парламентот излегоа со против и со бојкот. Тогаш беа дочекани со аплауз. Ето, ова се вистински бошњаци. Значи сепак можеме да имаме подобни и неподобни бошњаци. Значи има бошњаци кои што ја одговараат на таа дефиниција како се сака државата. Значи кога јас ќе влетам со прегазнат, а јас ја сакам државата? Не, ти не. Зошто? Значи последните случувања. Че дефинитивно ќе дојде и 1 октомври и не ќе треба да се погледнеме во очи и сите ние што ги обвинувавме кој има право да се прашува за Република Македонија, кој ја сака, кој не ја сака, ќе треба да ги погледнеме и да им кажеме ајде сега да продолжиме да живееме. А мислам дека ќе биде тешко да се живее со сите тие со име и презиме кои ви пишува, кои ве ословува и кои ви го негира вашето право да се изјасните да ја доживувате оваа држава како ваша. Ние ќе продолжиме да пишуваме и ми беше драго што бев поканета и сметам дека можам на патриотизмот да му дадам друга дефиниција и друга призма и верувам дека многу млади луѓе, припадници на другите заедници ќе дадат една слика поинаква и мислам дека Македонија со своите вредности многу одамна ги има вредностите на Европска унија и мислам дека може многу да допринесе и повторно кога ќе отидам ќе кажам да, јас сум Мерсиха од Македонија, ќе почнеме таа приказна до изнемоштеност, а да не ви зборувам за грчките колеги кои што на почетокот се правев дека не ги разбирам, иако беше сосема јасно кога ќе кажав дека сум од Македонија и тие ќе дебатира, кажи фиром, дури во мејловите кои ви ги праќаат во некои заеднички платформи, ве ословуваат со фиром и тоа фиром го пишува дури со мали букви. Дека што повеќе и секогаш реагирав и
Беше нека конференција за човекови права и грчката активистка дојде и ми кажа као престани веќе Македонија, Македонија. Викам, ама зошто да престанам? Мое право, човечко право. Може би не ти се свиѓа името Мерсиха, ама мое, јас го користам. И дебатата се одвиваше долго и на крајот ми рече, па ти не си македонка. Зошто тоа те боли? И едноставно сметам дека и во Грција и во Македонија истите луѓе кои што размислуваат дека јас не сум македонка и не треба да се прашувам за едината на Македонија, мислам дека треба да ги ставиме во еден заеднички лимбо, а моменти заедно дека си ги водат битките, а нас кои што си ја сакаме својата држава, својата татковина да не остава да живееме и ние да одлучиме за неа силно и одлучно.